Посетите извршени на притворскиот дел на затворот Скопје и затворот Струмица беа редовни, ненајавени, додека посетата на затворот во Куманово беше последователна со цел да се утврди имплементацијата на препораките дадени од Националниот превентивен механизам во годишниот извештај во 2014 година. Од овие посети, неспорна е констатацијата дека покрај со лоши материјални услови за сместување на притворените, односно осудените лица, сериозен е недостатокот на професионален и стручен кадар во установите, што влијае на непречено остварување на правата на овие лица, како и на ефектите на процесот на ресоциализација за време на нивниот престој во казнено-поправните установи. Затекнатите лоши материјални услови, несоодветната опременост на просториите за сместување, влагата и недоволното затоплување во просториите, нефункционалниот систем на повикување, се само дел од причините поради кои препорачавме превземање итни мерки за санација на објектите во кои е сместен затворот Скопје, особено делот за притворените лица. Во разговор со притворените од затворот Скопје, тимот на Националниот превентивен механизам доби информации дека често се случува притворените да бидат навредувани на етничка основа, особено припадниците на ромската етничка заедница, а неретко некои од службените лица за време на претресите се однесувале на груб, понижувачки и дрзок начин. За овие состојби со посебен извештај ја информиравме Управата за извршување на санкциите, како и директорот на затворот, а во оваа пригода уште еднаш јавно апелирам да се испитуваат наведените сознанија, како и сериозните наводи за корупција во затворот, поврзани со продажба на мобилни телефони и сместување на лица во простории во притворскиот дел, каде сигналот за телекомуникацијски мрежи не е блокиран. Инаку, тимот на Националниот превентивен механизам при посетата и самиот се увери дека во делот затворот сигналот не е блокиран. Тимот на Националниот превентивен механизам при непосредниот увид констатира дека во самиците истовремено се сместуваат и осудени лица со изречени дисциплински казни, упатување во самица, што представува вистински ризик од криминогена инфекција врз новопримените осудени лица. Инаку, според добиените информации, во самиците се сместуваат и по 3 лица, поради што многу често се вербалните и физичките пресметки меѓу овие лица. Со оглед дека медицинскиот персонал не е постојано присутен во установата, често изостанува преглед во првите 24 часа при прием на нови осуденици, а на лицата сместени во просториите за изолација не им се вршат секојдневни прегледи од страна на лекарот, иако истото со закон е задолжително. Медицинската заштита во затворите, кои ги посети Националниот превентивен механизам, и натаму се одвива во услови на недостаток на здравствен и медицински кадар, а забележана е и недоволна опременост, а некаде и неопременост на амбулантите со соодветна апаратура и лекови. Така во затворот Скопје по 20 часот нема обезбедено присуство на здравствен, односно медицински персонал од било кој профил, затоа што 20 лекари по општа пракса кои работат во 2 смени се со работно време до 20 часот, а во сабота само до 15 часот. Додека единствената медицинска сестра е со работно време до 15 часот секој работен ден и во сабота само до 12:30. Покрај наведеното, при посетата во 2017 година констатиравме повреда на правото на приватност и деградирачка состојба на притворените и на осудените лица, затоа што дел од тоалетите се без врата, па лицата заради обезбедување на некаква приватност мора да закачуваат кебина или да се снаоѓаат на поинаков начин. Позитивно во овој затвор е работното ангажирање на осудените лица во рамките на установата, но и надвор од затворот, врз основа на договор со фирми, што е добра пракса во насока на ефикасно и корисно исполнување на времето на осудените лица за време на издржување на казната затвор, како и отварањето на библиотека, која според информациите од спроведените разговори се користи од голем број на осудени лица.